Добар ден, почитувани гледачи, добродоравте во уште една емисија Лилна. Јас сум Билкар од Најдовски. Денес сакам да зборувам за едно лековито дрво, за една лековита грмушка, за еден лековит плод кој што е всушност премногу ценет, кој што е доста заборавен и не секојдневна употреба има во народната медицина. Денес зборуваме за плодот од чајлија, плодот од драка, значи ова растение има доста имиња. Некои го знаат како чајлија, некои го знаат како драка, паре, париче, значи има доста имиња. Меѓутоа во, да кажам, кај колегите пчелари, познато како чајлија, значи и мислам дека сите го знаат како така. Значи станува збор за една грмушка, за едно дрво кое што е трн, значи станува збор за трн кој што негде обично расте до 4 метри во висина, значи се среќава на суви каменести почви. Цвета во месец јуни, со тоа што значи неговите цветови се карактеризираат со жолта боја, која што се буквално собрани како гроздови и негде обично цветаат 15 дена. Чајлијата може да се сретне буквално насекаде, значи по напуштени ниви, по напуштени полиња, може да се сретне дури до надморска висина до 800 метри надморска висина. Може да се сретне насекаде, како што веќе реков, а лековити делови кои што се берат од ова растение се токму плодот, кој што се бере при крајот на летото, односно негде месец август, средината на август, почетокот на септември, значи отприлика тој период. Бидејќи овој плод кога е зелен, значи претежно е зелен и нема никакви лековити супстанции, меѓутоа се бере кога веќе пожолтува, односно браункаста портокалова боја, значи тогаш веќе е спремен за берба и тогаш треба да се бере. Во неговиот состав, значи има доста богат хемиски состав, има доста хемиски компоненти кои што помагаат, од кои што да кажам, ценето е етеричното масло кое што се содржи во самиот плод од чајлијата, меѓутоа може да се сретнат танини и други хемиски супстанции. Зашто помага чајлијата? Значи чајлијата пред се сакам да напоменам дека е одлична и извънредна билка за многу заболувања. Штета е, како што веќе кажав, дека е заборавена билка. Штета е што не се употребува и што малкумина од луѓето знаат за лековитоста на ова растение, на овој плод. Меѓутоа, во народната медицина и од нашите стари, доколку разговараме, ќе откриеме дека при први симптоми на пролив, при први симптоми на повраќање и слично, веднаш се посегнуваат по чајлијата. Зошто? Поради тоа што содржи танини, а танините делуваат на стегнување. Со тоа што не само што се користи ки повраќање ки проливи, значи може да се користи ки крварење, без разлика дали се тоа надворешни или внатрешни крварења. Многу брзо делува на стопирање на крварењето. Меѓутоа може да се користи и кај проблеми со крварење од желудникот, значи во случај на чир на желудник, потоа може да се користи крварење од црева, крварење од плуќе, крварење обилни, менструални крварења исто така се одлично да се користи како чај или како промивки, значи за многу видови на крварења, затворање на рани и слично. Меѓутоа, можам да кажам дека паричката е многу добра за лекување на проблеми со дигестивниот тракт, значи започнувајќи од желудникот па се до дебелото црево. Поготово сакам да ставам акцент дека оваа билка е најдобра за лекување на сите болести на дебелото црево. Значи, од хемороиди, без разлика дали се внатрешни или надворешни, чајот од драка многу ќе ви помогне во лекување на хемороидите, а не во ублажување на симптомите. Значи, веќе после извесен период ќе приметите колку вашата здравствена состојба е подобрена од како ќе го користите чајот од драка. Потоа се користи ки проблеми со киселини, се користи ки проблеми со гастритис, се користи ки проблеми со чир на 12 палачно црево или чир на желудникот, може да се користи како што кажав ки полипи, значи полип на црево, полип на дебело црево, изванреден е за лекување на истите.
Некои научни испитувања покажале дека може да се користи и кај канцер на дебело црево, значи до толку е лековито и може да се применува. Еден сосем мал плод, меѓутоа замислете, почитувани гледачи, колку може да имаме бенефити од истото. Покрај тоа што се користи, значи за проблеми со дигестивниот тракт, изваредно е да се користи и болести на плуќата, односно респираторни заболувања, со тоа што лекува и помага кај бронхијална астма, потоа помага кај проблеми со пнеумонија, помага кај проблеми со бронхитис, помага кај проблеми со стегање во градите, со гушење во градите. Со тоа што можам да кажам дека дури најтешката пнеумонија, чајот од чајлија многу ќе ви помогне во лекување на истата. За лекување на бронхијална астма, значи може само како чајот од чајлија, меѓутоа јас стално препорачувам да се комбинира со коприва или пак да се комбинира со диво оригано за подобри резултати. Исто така може да се користи кај ларингитис. Значи одлични резултати дава кај ларингитиски проблеми со грлото, за испирање, исто е добар за устната шуплина да се користи, кај проблеми со забите, бидејќи делува антивирусно, делува антибактериски, антигабично, антимикробно, антисептички. Значи има широка примена на употреба. Исто така чајлијата наоѓа примена и во лекување на разни бактерии, поготово значи уринарни патишта, за чистење на уринарни патишта. Може да се користи дури кај хеликобактер и кај други видови на бактерии. Она што е доста интересно како факт, кој што морам да го напоменам, е тоа што чајлијата е лек за витилиго. Поради тоа што витилигото е болест на дебелото црево, значи витилигото е излечлива болест, меѓутоа треба многу време за да се среди истата, значи третманот трае негде на 6 месеци па се до година дена, па и во некои случаеви и повеќе. Со тоа што чајлијата наоѓа примена, овој рецепт сосем го дознав од една баба еврејка која што го сподели со мене, која што си го има излечено витилигото, меѓутоа на доста луѓе кои што го применила, значи успешно излекувано витилиго после година дена од користење на чајлијата како лек. Ќе надодам до рецептот подоцна за витилиго, а сега она што не интересира нас како да припремиме лековити препарати во домашни услови од чајлијата. Значи тука е чајот кој што се припрема значи на класичен начин, 2 супени лажици чајлија се попаруваат со 500 мл зовриена вода, да стои поклопено 1 час, се процедува, се пие по 2 шоли на ден саба или навечер, половина час пред јадење. Чајот се пие во период од 10 дена, се прават 4 до 5 дена пауза и повторно се продолжува, зависно со тоа за што се користи. Тука е исто така лековитата тинктура од чајлија, која што се припрема на следен начин, значи потребно ви е 200 грама плодови од чајлија, која што ќе наберете, ќе исушите добро, може и свежа да ја користите, и сецкана, и здробена или столчена, не е битно. Се налева со литар ракија, значи 200 грама плод со литар ракија, да стои затворено 21 ден со секојдневно проклатување. Не мора да се процедува, значи потоа можете директно да користите, се користи по 20 капки 3 пати на ден разматени во вода. Кај акутни или хронични заболувања, односно кај обилни крварења и слично, значи може да се земе и по едно кафено лажиче во моментот кога е настапено значи самото крварење. За надворешна употреба истата оваа тинктура може да се разблажи значи со вода на едно лажиче тинктура, оди од прилика 200 до 250 мл вода и потоа да натопите крпи или без разлика што и да го ставите локално на местото каде што е крварењето. Значи дали е тоа рана, дали е тоа од хемороиди, дали е тоа обилни циклуси и така натаму, значи може директно да се стави на местото каде што е проблемот. Можете да вршите испирање и со чајот, значи од драката, меѓутоа можете да користите и тинктурата. А сега она кое што кажав, лекот за витилиго, значи на кој начин се припрема. Се земаат од прилика 2 раце
од плодот од драка се ставаат во 2 литри вода. Или дозата е една рака на 1 литар, можете да направите значи 2 раце на 2 литри, тоа ќе ви е доза за 2 дена. Се пие по 1 литар на ден, значи 2 раце во 2 литри, се вари од прилика 2 до 3 минути, се поклопува да стои поклопено 1 час. Се процедува, се дели на 2 дела, еден дел се испива едната ден, друг дел се испива другиот ден, односно по литра на ден. Чајот, како што реков, се пие 10 дена, 4 дена пауза, повторно се продолжува. Третманот трае во периодот година дена, со тоа што напорено препорачувам да се пие и сок од моркови, значи до 500 мл свеж сок од моркови треба да се пие со цел да се обнови самата кожа, односно да се обнови пигментацијата на самата кожа. Ова е како плюс додатно од терапијата со чајот од чајлија. Има многу бенефити од истото. Верувам дека ќе испанете, дека ќе ја наберете. Пак ќе кажам, пчеларите, моите колеги, значи доста ја употребуваат оваа билка и ја ценат поради тоа што станува збор за едно доста медоносно растение, кое што може да даде многу мед, поготово кога годината е добра. Па затоа, значи, доколку не знаете за растението, прашите пчелари, верувам дека ќе ви упатат и ќе ви кажат и секако имајте го во вашите домови, чувајте го и верувате дека многу може да ви помогне. Единствено не би го препорачал за бремени доелки и мали деца, односно деца под 10 години не сме да го пијат овој чај. За сите други можат слободно да го пијат, дава одлични резултати, па и дури и здрави луѓе може да го пијат, значи чисто превентивно, нема никаков проблем. Ви благодарам што бевте дел од оваа емисија повторно со нас. Ви благодарам на сите за вашата гледаност. Ве поздравам и ви посакам да бидете во добро здравје. Поздрав!